Во однос на оваа мисија, нашиот документ, нашиот манифест подразбира и 4 долгорочни принципи кои ќе бидат значајни во носењето на одлуки во следниот период. Првиот таков принцип се однесува на националното обединување околу се она што представува национален интерес. Во овој дел предлагаме да поспоставиме национален диалог, редовен диалог помеѓу секоја власт и секоја опозиција за прашања кои се однесуваат на национален интерес. Диалогот сметаме дека треба да се одвива и решенијата да се изнаоѓаат секогаш во рамки на институциите на Републиката, а од страна на представници кои се демократски избрани од граѓаните. Истото е и најефикасна заштита за надворешни влијанија или реализација на агенди кои не потекнуваат од заедничкиот интерес на македонските граѓани. Се однесува и на идентитетот, зачувување и промоција на националниот, културниот и јазичниот идентитет на македонците во земјата и надвор, како и обединет настап против недемократските притисоци со цел негирање на истиот секаде каде што тоа е случај. Исто толку е значајно и зачувувањето и промоцијата на идентитетот и посебностите подеднакво на сите наши граѓани албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и други. Разновидноста на сите овие култури е нашето најголемо богатство и затоа цениме дека мора сите заедно да го негуваме. Негувањето на изворното и се она што ни припаѓа на сите, нашиот јазик, обичаите, песните, историјата, милениумската традиција на писменост и традициите на нашата книжевност и уметност. Во овие принципи влегува и Европската Унија и НАТО. Членството во Европската Унија и во НАТО е наш интерес и обединувачка цел, каде природно припаѓаме. Република Македонија ја гледаме духовно и културно сплотена во заедницата на европски народи, како институционално, така и на економски план, целосно интегрирана во Европската Унија. Со цел да се обезбеди поефикасна гранична соработка во соседството, корисно е формирање на европски регион помеѓу Република Македонија и сите наши соседни земји, со цел поефикасно искористување на европските фондови, особено во делот на зачувување на природата, водите и транспортните коридори. Правото наспроти силата е уште еден таков принцип. Признавањето на македонската национална самосвест и јазична посебност од европските и меѓународните институции врз база на гаранциите од Европската конвенција за човекови права и Универзалната декларација за човекови права, кои мора неселективно да важат за сите. Истото е предуслов за надминување на наметнатата разлика околу името. Разликата се наведува како причина за блокада на патот кон членство во Европската Унија и НАТО. Од тука може да се надмине единствено како дел од пристапниот процес врз база на стекнатото право на Унијата и меѓународното право, вклучително секако и пресудата на Меѓународниот суд на правдата од 2011 година. Во однос на името и надминувањето на овој спор, сакаме да нагласиме дека нема да се прифати промена на Уставот со цел промена на уставното име на Република Македонија, нема да прифатиме идеи и предлози што би го загрозиле македонскиот национален идентитет, засебноста на македонската нација и македонскиот јазик. Нема да дозволиме кое било решение да биде прифатено од страна на политичари и поединци, влада или собрание, без претходно за тоа да се изјаснат македонските граѓани на референдум. А при тоа мнозинството граѓани кои ќе излезат на референдумот да се согласат со можното решение. Заедно против заканите. Обединување против секоја политичка структура или поединци кои поттикнуваат раздор или радикализам од верска или национална природа, но и против тие кои охрабруваат на било кој начин екстремна идеологија или пак регрутираат борци во терористички организации, било да се од домашно потекло или да се странци на територијата на Република Македонија.